На медиумите, почитувани прилепчани, почитувани наставници во средното училиште Мирче Јацев, почитуван директоре, благодарам на поканата, почитувани представници на учениците, на председателот на ученичкиот парламент на училиштето и неговите колеги. Денеска во Прилеп ги посетивме основното училиште Кире Гавриловски Јане и гимназијата Мирче Јацев. Целта на посетата е да ги видиме резултатите од капиталните инвестиции на владата од изминативе години. Ми представува посебна чест со непосредно пред стартот на второто полугодие ја пуштаме во употреба реконструираната гимназија Мирче Јацев, која што е гордост на образованието во Прилеп. Честа е уште поголема ако се знае дека почетокот на наставата во оваа гимназија започнала 45-та година, односно 48 година во оваа зграда, со што денес, односно вчера, слави голем јубилеј. Еден од ретките јубилеи во оваа сфера во образованието. Денес зградата на гимназијата е целосно реконструирана и енергетски ефикасна со 4 нови простории, а изведени се и сите потребни услови за учениците со попреченост. Преку проектот на Министерството за животна средина и просторно планирање обезбедена е нова котлара за самостојно затоплување на објектот. Со сите овие зафати, гимназијата Мирче Јацев станува современ образовен објект кој успешно ја продолжува традицијата на средното образование во Прилеп и во државата. Сите овие инвестиции во образовните објекти во Прилеп, како и во десетици објекти низ земјата, се реализирани со над 1 милијарда денари во 2021 година. Тоа е за 2,5 пати повеќе средства од претходната 2020 година, иако се работеше за година која што беше година 2021 година на најголемата светска здравствена и економска криза. Токму оваа зграда на гимназијата Мирче Јацев, како и училишната зграда Кире Гавриловски Јане и спортската сала, која е изградена за прв пат по овие 60 години, покажуваат две работи. Едната, дека за време на првите бранови на пандемијата, кога учениците мораа да посетуваат онлайн настава, времето го искористивме за да ги реконструираме и изградиме подобри услови за образованието на учениците. И втората, дека оваа влада силно се заложи да обезбедува квалитетни услови за образование, но и енергетски ефикасни објекти кои штедат енергија и ја чуваат животната средина. Владата и Министерството за образование и наука продолжуваат со ваквиот влог и во 2022 година, зашто исто така се обезбедени над 1 милијарда денари буџетски средства. Министерот за образование е тука денес со мене и ние веќе разговаравме со директорот на училиштето да продолжиме и со третата фаза, бидејќи ако во претходното училиште, во основното училиште можам да бидам комплетно задоволен, овде ќе бидам комплетно задоволен пред крајот на годината, кога ќе имаме и внатрешно уредување на сите училници. Со овие инвестиции вложуваме во човечкиот капитал, во децата, во младите, во нашата сегашност и во нашата иднина. Нека им е честито пред се на учениците, а потоа и на наставниците, професорите, родителите, на директорот и на неговите колеги кои управуваат со ова училиште, на градоначалникот и на министерот за образование и неговите колеги. Нека е Ирлија, како што вели нашиот народ. Ви благодарам. Ви благодарам на прашањето и самото ваше прашање, односно неговата комплексност, ја дефинира и комплексноста на самиот одговор. Јас ќе одговорам на ова прашање од два аспекти. Прв аспект е несериозноста на ВМРО ДПМН како партија, ја тоа неколку пати го имам истакнато, постојано да се зборува за предвремени избори во време на пандемија, во време на најголема енергетска криза, европска енергетска криза и во време на се уште присутна економска криза. Несериозно е постојано да се повторува да се оди на избори, кога избори имавме пред само една година, парламентарни избори на кои што, односно 2020 година, кога на тие избори се дефинираше комплетно легитимно
парламентарно мнозинство кое што сега е проширено со партијата Алтернатива и брои 64 пратеници во собранието. Од тие причини, ние како Социјалдемократски сојуз се зафативме и нормално коалиционите партнери во владата се зафативме со решавање на овие предизвици, кои што се јасно нотирани во програмата на владата, представена овој месец, односно во месец јануари, која што беше изгласана во собранието, а што се однесува до барањата за промени на уставот, за промена на одредени аспекти на бројот на пратеници и така натаму. Вие гледате дека веднаш по поставувањето на тие прашања и други политички партии излегоа со своји барања, кои што се исто така во рамки на еден таков процес. Тоа само значи дека за такви барања треба да се седне да разговараат сите политички партии во однос на промените кои што значат уставни промени. Тоа е процес кој што нормално трае институционално во подолг временски период и за кој што е потребно да се отвори постапка, која што потоа поминува низ филтри на различни институции во државата и нормално низ консултативен процес. А што се однесува, имавте и трето прашање кое што се однесуваше на нормално дека да, третото ви беше во однос на тоа кога би биле и како би биле организирани избори. Значи избори ќе има, меѓутоа во 2024 година, а во однос на изборниот законник секогаш се носи со консензус. Веќе знаеме дека дел од опозиционите партии ВМРО ДПМН излезе со еден нивен предлог во однос на тоа како треба да изгледа една изборна единица, меѓутоа нивниот коалиционен партнер Алијанса имаше друг став по однос на тоа прашање. Затоа процесот на дефинирање на изборниот закон, односно на моделот на избори, треба да се работи прво низ формирање на работни групи, кои што работни групи ќе го дефинираат моделот, при тоа ќе бидат вклучени и експертската и стручната јавност со цел да може да се видат сите предвидувања како ќе изгледа тој изборен процес врз основа на еден претпоставен нов изборен модел. Инаку Социјалдемократскиот сојуз е партија која што прва го поддржа предлогот на помалите политички партии за една изборна единица. Тоа е наша и програмска определба и тоа не може да биде предлог на ВМРО ДПМН, тоа е предлог на Социјалдемократскиот сојуз. Тие се во моментов само гласни на тоа прашање, затоа зашто со ништо не се занимаваат, освен со барање на предвремени избори, додека ние работиме прво на прашањата со пандемијата, второ на прашањата со енергетската криза, трето со топлинската криза во градот Скопје и четврто со економските предизвици со кои што се соочуваат и граѓаните и стопанството. Ви благодарам. Јас кога завршив со студиите, потоа се запишав на магистарски студии и откако заврши целиот тој процес во државата веќе немаше служење на воен рок. Во однос на покачувањето на минималната плата и во однос, значи таа веќе денеска се организираат Министерството за труд и социјална политика и другите ресорни министерства заедно со вице-премиерот за економски прашања. Тоа е прашање кое што се решава низ економско-социјалниот диалог, а минималната плата и нејзиното покачување од првичните 9.000 денари колку што беше на 15.000 денари колку што ги имаме сега, беше направено од Социјалдемократскиот сојуз и од владата на Социјалдемократскиот сојуз, така да и заложбата за зголемување на минималната плата на повисоко ниво е исто така заложба на оваа влада. При тоа треба да се има предвид, како што и при првичното покачување, треба да се имаат и ставовите и импутите и на синдикатите нормално, меѓутоа и на работодавачите и на стопанските комори, бидејќи тоа е дел од еден економски систем и штом ќе се направи таа методологија заедно нормално со сите низ економско-социјалниот диалог, тогаш ќе го имаме финалното решение кое што ќе биде презентирано пред сите и пред граѓаните, нормално и пред работниците. На таков начин и недела неработен ден беше донесена, тоа беше заложба на владата. Таа ја помина дискусијата и дебатата во рамки на процесот на економско-социјалниот диалог,
беше донесено решение, ние сега имаме 92% од работниците кои што не работат во недела, бидејќи треба да има баланс помеѓу приватниот и помеѓу професионалниот живот, и затоа и овој процес ќе се води на таков начин. Во однос на разговорите кои што се водат со Бугарија, ние внесовме една нова динамика во тие разговори. Вие бевте сведоци дека премиерот на Бугарија, господинот Петков, беше во посета на нашата држава. Потоа договоривме нов пристап во разговорите, кој што пристап е свртен на теми кои што се однесуваат на реалните теми со кои што разговараат едни две држави и две општества. За таа цел имавме заедничка владина седница во Бугарија, во Софија, каде што беа формирани работни групи во областа на инфраструктурата, во областа на економијата, образованието и културата, во областа на евроинтеграциите и во другите министерства кои што ќе комуницираат според потребите, а тоа се особено Министерството за одбрана, меѓутоа и Бугарија и ние сме членки на НАТО. И исто така таму работеше и историско-образовната комисија, кои што, бидејќи тие работат по своја методологија, тоа се професори по историја, кои што таму ветија дека ќе има нова динамика во наредниот период со цел да дојдат до решенија кои што тие ќе можат да ги презентираат пред јавноста. Во однос на тоа што се разговараше во Бугарија, министерот за надворешни работи имаше експозе, односно имаше излагање пред Комисијата за надворешни работи во Собранието, и таму ги изнесе сите детали кои што беа разговарани. Сите оние други комуникации кои што Министерството за надворешни работи ги има со Министерството на Северна Македонија, ги има со Министерството за надворешни работи на Бугарија, се наоѓаат во фаза на работни документи, меѓутоа доколку се дојде до одредено решение кое што ќе биде прифатливо за двете страни, тогаш нормално дека тоа ќе биде комуницирано согласно со процедурите, законите и уставот на државата кај нас. Значи, во однос на енергетската криза, таа енергетска криза е европска енергетска, ја велам секогаш и финансиска криза, бидејќи електрична енергија има, меѓутоа таа има многу повисока цена. Цената на гасот е за 5 пати поголема, цената на електричната енергија исто така неколкократно е зголемена, и тоа е цена која што е валидна за сите држави, во Европа. Уште на почетокот на енергетската криза, односно во септември, крајот на првото полугодие минатата година, ние донесовме мерка со која што беше намален ДДВ-то од 18 на 5%, со цел да се заштити цената, да нема ценовен шок во однос на граѓаните. Исто така како и во други европски држави, ако направиме споредба, цената на електричната енергија за домаќинствата и за малите потрошувачи кај нас е регулирана преку Ева на Хоум, што значи дека државата финансиски му помага на производителот на електрична енергија во државата, за да може да испорачува електрична енергија на Ева на Хоум, која што нема да биде по цена која што би предизвикала ценовен шок за граѓаните. За оние граѓани кои што имаат ниски примања и кои што се од најранливите категории, веќе има мерка на владата која што е за 35.000 такви граѓани, значи оние кои што имаат најниско ниво на пензии и оние кои што имаат ниско ниво на месечни примања, веќе има 1000 денари месечен финансиски додаток за електрична енергија и за грејење, и додека веќе има дополнителни 9000 семејства на кои што им е овозможено да добиваат исто така месечен додаток во однос на покривање на сметките за електрична енергија. Така да мерките беа започнати уште минатата година, тие важат и оваа година. Владата носи постојано одлуки со цел да се обезбеди непрекинато снабдување со електрична енергија во целата држава. А што се однесува до Скопје, бидејќи гледам дека тоа предизвикува дебата, таму има 60.000 домаќинства кои што се греат на парно.
самата електрична мрежа во градот Скопје е направена за грејење на парно и доколку не биде испорачена топлинска енергија и доколку сите се префрлат на електрична енергија, тогаш може да се случи пад на системот, односно на електроенергетската мрежа, што би предизвикало уште поголеми проблеми во градот Скопје. И тие проблеми не би биле само со граѓаните, туку недостатокот на електрична енергија, односно пад на системот, би представувало проблем и за компаниите кои што работат во градот Скопје, особено во тие делови кои што на таков начин се проектирани да се грејат на топлинска енергија. Ви благодарам.